Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Ке продолжиме со обработка на глава 44 од книгата Создавање, во која е опишана една од најдраматичните приказни во историјата на човештвото. Од минатиот пат, ке се сетите дека 11 браќа на Јосиф повторно дојдоа во Египет за да купат жито. Јосиф инсистираше дека треба да го донесат Венијамин и неговата упорност се исплатеше. Потоа им заповеда на слугите да подготват ручек и браќата јадеа заедно. Како што видовме во глава 43, браќата беа задоволни и уживаа во времето поминато со човекот кој не знаеја дека е Јосиф. За разлика од претходно, тој веќе не се однесуваше строго кон нив и поради покажаното гостопринство, тие се чувствуваа послободно во неговото присуство. Сепак, Јосиф им подготви тест за кој не беа свесни. Кога тргнаа кон дома, тој му кажа на еден од слугите да ја стави неговата чаша, онаа чаша која му помагаше во пророкувањето, во торбата на Венијамин. Патем, што се однесува до чашата, сметам дека тоа не беше некое суеверие, туку начин на кој Бог му откриваше на Јосиф што ќе се случи. Кога слугата на Јосиф ги слетна браќата, тие беа сигурни дека никој од нив ја нема украдено чашата. Па затоа рекоа, нека биде убиен оној во чија торба ќе се најде, а останатите да му бидат робови на Јосиф. Тие беа сигурни дека никој од нив не е крадец, и Јосиф го знаеше тоа. Но причината зошто ги намести на тој начин е за да ја тестира нивната љубов кон Венијамин и да види како ќе реагираат. Кога ја најдоа чашата во торбата на Венијамин, браќата се вратија назад во Египет и дојдоа пред Јосиф, па тој им рече: кај кого се најде чашата, тој нека ми биде роб, а останатите слободни сте да одите дома. Сетете се дека пред многу години браќата беа тие кои го продадоа Јосиф во робство. Но Јуда, кој беше еден од повозрасните браќа, истапи и одлучи да се застапи за Венијамин. Сигурен сум дека и другите го мислеа тоа што го кажа. Прво му објасни на човекот кој се наоѓа пред него за причината зошто дојдоа во Египет. Бидејќи тоа ви е познато, може би ќе биде добро да продолжам кај стих 25. Слушнете ги зборовите на Јуда. Бидејќи преку нив, Јосиф за прв пат дознава што помислил татко му за неговото исчезнување. Стихови 25 до 29. Потоа ни рече таткото наш: одете пак, купете ни малку храна. А ние рековме: не можеме да одиме, но ако дојде со нас братот наш најмал, тогаш ќе одиме. Зашто не можеме да го видиме лицето на оној човек, ако со нас не биде нашиот најмал брат? А слугата твој, таткото наш ни рече: знаете дека жената моја ми роди 2 сина, а еден од нив отиде од мене, и јас реков: сигурно е растргнат, и јас досега не го видов. Ако и овој го земете од мене, па го снајде некоја неволја по патот, ќе ме турнете вака стар со тага во гроб. Има неколку работи во овие стихови на кои треба да обрнеме внимание. Прво е тоа што Јуда кажува како Јаков реагираше кога дозна дека Јосиф го нема и помисли дека најверојатно е растргнат од диво животно. Не знам за вас, но јас сметам дека Јуда тука се исповеда за гревот кој го направија со браќата пред многу години. Може би ова е прв пат синовите на Јаков да кажат што се случи со нивниот брат. Јосиф, односно, која е приказната која му ја продадоа на татко им Јаков? Претходно кажаа дека еден од браќата го нема веќе, но сега кажуваат дека татко им поверувал дека е растргнат од диво животно. Има уште едно нешто важно кое го дознаваме од овие стихови. Иако Јаков постепено учеше да му верува на Бог, сепак, очигледно е дека имаше уште многу да научи. Зошто? Бидејќи кажува дека ќе умре од тага ако го изгуби и Венијамин. Постојат христијани кои му веруваат на Бог и се надеваат во него, дури и во моменти кога се соочуваат со смртта на некоја блиска личност. Од друга страна, има и луѓе кои, кога ќе се соочат со такви околности, паѓаат во очај и престануваат да живеат. Без разлика колку сте ја сакале личноста која починала, ако сте Божјо дете, и ако таа личност била Божјо дете, сакам да знаете дека еден ден повторно ќе се сретнете. Ако го имате тоа на ум, ќе тагувате поради загубата, но нема да паднете во очај. Како што можеме да видиме,
Јаков се уште не научи целосно да се надева на Бог, но ќе дојде и тој момент. Слушнете ги зборовите на Јуда, кој храбро се застапуваше за Венјамин и сакаше да го земе неговото место, служејќи како роб во Египет. Стихови 29 до 34. Ако и овој го земете од мене, па го снајде некоја неволја по патот, ќе ме турнете вака стар со тагав гроб. И сега, ако отидам кај слугата твој, таткото наш, и да не биде со нас детето, со чија душа е приврзана неговата душа, и кога ќе види дека го нема детето, ќе умре. И слугите твои ќе го турнат стариот слуга твој, таткото наш, со тагав гроб. А твојот слуга ја зеде одговорноста за детето пред таткото наш велејки. Ако не ти го доведам, нека бидам виновен пред таткото свој довека. Затоа, јас, слугата твој, нека останам место детето, да му бидам роб на господарот мој, а детето нека си оди со браќата свој. Зашто? Како ќе се вратам кај таткото свој? Детето да не е со мене? Би го видел злото што ќе го снајде мојот татко. Забележете ја грижата на Јуда за татко му. Верувам дека и другите браќа се чувствуваат така. Секој од нив ќе го кажеше истото нешто. Тоа што го кажува Јуда е неверојатно. Јосиф ги стави браќата на тест и со оглед на тоа што Јуда се понуди да го заземе местото на Венјамин, браќата го положија тестот. После многу векови, Господ Исус, како еден од потомците на Јуда, дојде на овој свет и беше заменен на крстот за нашите гревови. Тој плати на крстот и како што Јуда се застапи за Венјамин, така тој се застапи, плаќајќи ја казната која ние ја заслужуваме. Храброста на Јуда е предслика на Христовата љубов кон нас. Глава 45. Јосиф го открива својот идентитет пред браќата. Доаѓаме до глава 45 од книгата Создавање. Во неа читаме за моментот кога Јосиф им го открива својот идентитет на браќата и им кажува дека е еден од нив. Ке го прочитам првиот стих. Тогаш Јосиф, не можејќи повеќе да се воздржи пред оние што стоеја околу него, извика: Отстранете ги сите од мене. И така, никој не остана при Јосиф кога им се откри на браќата своји. Овој пат Јосиф не можеше да излезе од собата и одлучи да им се открие на своите браќа. Сигурен сум дека на египтјаните им беше чудно кога им заповеда да ја напуштат собата, но дојде моментот кој го чекаме долго време. Како што кажав минатиот пат, доаѓа ден кога Господ Исус ќе им се открие на своите браќа од израелско потекло. Кога дојде првиот пат, тој се отелотвори помеѓу своите, но не го примија. Самите тие го предадоа да биде распнат, но доаѓа ден кога Господ Исус ќе се врати на оваа земја. Кога ќе им се открие на своите браќа, тие ќе речат: какви се тие рани на твоите раце? А тој ќе одговори: тоа се раните кои ги добив во домот на моите пријатели. Доаѓа ден кога повторно ќе се сретне со неговите браќа. И, иако нема да биде прифатен од сите, сепак има такви кои ќе сватат кој е неговиот идентитет. Моментот кога Јосиф им се откри на своите браќа е предслика на таа славна вистина. Последниот стих пишува дека, откако излегоа египтјаните, Јосиф беше толку полн со емоции, што почна да плаче многу гласно. Предпоставувам, можете да замислите како изгледаше таа сцена. Па заплака силно, така што чуја египтјаните, а се чу и во домот на фараонот. Службениците во палатата, па дури и фараонот, не знаеат за што станува збор. Јосиф не можеше да ги задржи чувствата. Забележете ја реакцијата на неговите браќа. И им рече Јосиф на браќата своји: Јас сум Јосиф. Дали е уште жив татко ми? Но браќата не можеа да му одговорат, бидејќи се уплашија пред него. Зборот уплашија не е најсоодветен збор за тоа што навистина се случи. Браќата пребледеа во неговото присуство. Претходно им беше страф од него, но сега останаа без зборови. Последниот пат кога го видоа беше пред 23 години, кога го продадоа како роб на ишмаелците. И сигурен сум дека сега се плашеа да не им се одмазди. Иако нивните срца се исполнија со страф, немаше потреба за тоа, бидејќи Јосиф немаше намера да им врати зленимното злодело. Стих 4. Но Јосиф им рече на браќата своји: дојдете поблизу до мене. И тие пристапија, а тој им рече: Јас сум Јосиф, братот ваш, кого го продадовте во Египет.
Јас сум вашиот брат. Ова е навистина драматичен момент кој браќата не го очекуваа. Можам само да замислам како се чувствуваа. Забележете ја реакцијата на Јосиф. Тој не е луд, ниту пак сака да им се одмазди. Нормалната човечка реакција би била: сега ќе видите вие, ќе ви вратам за се што направивте. Но слушнете ги неговите зборови. А сега пак, не жалостете се, ниту да жалите што ме продадовте ваму, бидејќи Бог ме испрати мене пред вас, за да го запази животот ваш. Зашто има веќе 2 години, откако настапи глад на земјата, а остануваат уште 5 години, во кои ќе нема ниорање, ниту жетва. Јосиф вели дека се што се случи, служеше за да се исполнат Божите цели и планови. Бог действуваше во неговиот живот. Ако ја гледаме Божјата рака во нашите животи, многу ќе ни биде тешко да се гневиме и да бараме одмазда. Свесноста за Божјата грижа и желбата за одмазда не можат да живеат заедно во срцето на човекот. Јосиф му дава слава на Бог за се што се случи. Тој вели: Бог ме прати мене пред вас. Ке продолжам со читање. Затоа Бог ме прати пред вас, за да ве зачува на земјата, а и да ви го запази животот со големо избавување. И така, не ме пративте вие ваму, туку Бог, кој ме постави како татко на фараонот и господар на целиот дом негов и кнез на целата египетска земја. Бог го зачува неговиот живот. Како што можете да видите, гладот се уште трае и ќе продолжи да трае. Слушнете што вели во стих 11. А јас ке се грижам ваму за прехраната твоја, зашто глад ќе има уште 5 години, та да не загинеш ти и синовите твои и се што е твое. Ова значи дека нивната средба се случува 2 години откако почна гладот. Јосиф е свесен дека Божјата рака беше и се уште е врз него. И така, не ме пративте вие ваму, туку Бог, кој ме постави како татко на фараонот и господар на целиот дом негов и кнез на целата египетска земја. Вратете се брзо кај таткото мој и кажете му: вака вели синот твој, Јосиф, Бог ме постави за господар на целиот Египет. Дојди кај мене, не одлагај. Јосиф сака татко му да дојде и да живее со него во Египет. Ке продолжиме со читање. Ке живееш во земјата Гесем, ке бидеш близу до мене, ти и синовите твои и внуците твои и ситниот и крупниот твој добиток и се што е твое. А јас ке се грижам ваму за прехраната твоја, зашто глад ќе има уште 5 години, та да не загинеш ти и синовите твои и се што е твое. Со други зборови, Јаков и неговото семејство немаше да преживеат ако продолжеа да живеат таму каде што беа. Гладот беше толку силен, што ќе имаше сериозни последици врз нив. Затоа Јосиф сака да ги донесе во Египет и да живеат во земјата Гесем. Станува збор за најдобриот дел од земјата Египет. И токму на тоа место Бог ќе ги умножи и ќе станат голем народ. Бог ќе ги изведе од Ханан, зашто хананците имаа штетно влијание врз нив. Во стих 12 Јосиф вели: И ете, гледате со очите ваши, и братот мој Венијамин со своји очи гледа дека мојата уста ова ви го зборува. Мислам дека неговите браќа стоеа занемени и со главите наведнати надолу, зашто тоа што им го кажуваше Јосиф им звучеше неверојатно. Да имаа избор, најверојатно немаше да посакаат да се сретнат со него. Забележете што се случи потоа. И ги бакнуваше сите своји браќа, и прегрнувајќи ги плачеше. Потоа неговите браќа разговараа со него. Ова е навистина прекрасна сцена во која синовите на Јаков се среќаваат после долги години од военост. Иако на Јосиф му е мило за средбата, неговите браќа се збунети и сигурен сум дека на почетокот не знаеја како да реагираат и што да кажат. Откако се соземаа, седнаа да разговараат. Стих 16. Тогаш се слушна во домот на фараонот дека пристигнале браќата на Јосиф и се зарадува фараонот и слугите негови. Добрата вест дека пристигнаа браќата на Јосиф се слушна дури и до домот на фараонот, на кој му беше многу мило за тоа. Најверојатно, фараонот се сретнал со некој од слугите на Јосиф и го прашал: што се случува во домот на твојот господар? Слугата одговорил: се сеќаваш на 11 луѓе кои дојдоа од хананската земја?
Испадна дека тие се браќата на Јосиф. Фараонот се зарадува кога го слушна тоа. Зошто? Бидејќи и самиот тој имаше слично потекло како Јосиф и неговите браќа. Хиксите беа племе од кое произлегува некои од фараоните во Египет. Како племе, тие не им веруваа многу на обичните египтјани и затоа на фараонот му беше мило што во неговиот двор дојдоа луѓе со слично потекло како неговото. Луѓе на кои може да им верува. И му рече фараонот на Јосиф: кажи им на браќата твои, еве што ќе направите. Натоварете го добитокот ваш и вратете се во ханаанската земја. Па земете го таткото ваш и вашите семејства и дојдете кај мене и ќе ви ја дадам најубавата земја што ја има во Египет. И така вие ќе живеете во изобилие во оваа земја. А тебе пак ти заповедам да им кажеш вака. Вака направете. Земете со себе од египетската земја коли за децата ваши и за жените ваши и поведете го таткото ваш и дојдете ваму. Обрнете внимание на зборот коли, зашто во тоа време откривањето на тркалото била важна иновација и се уште не била достапна за користење за луѓето кои живееле во ханаанската земја. Египтјаните биле поразвиена цивилизација од онаа во која живееле потомците на Авраам. И немојте да жалите за покујкнината ваша, зашто се што е најубаво во египетската земја ќе биде ваше. И синовите Израелови така постапија. А Јосиф им даде коли, по наредба на фараонот, им даде и храна за попат, и на сите им даде облека за пресоблекување, а на Венијамин му даде 300 сребреници и 5 нови облеки. А и на татко си му испрати 10 магариња, натоварени со најубави работи што имаше во Египет, и 10 магарици, натоварени со жито и храна на татко му за попат. Тогаш ги испрати браќата своји и тие тргнаа, а им порача: немојте да се карате по патот. И така тие излегоа од Египет и стигнаа во земјата ханаанска кај Јаков, нивниот татко. И му раскажаа се, велејки: Јосиф е жив и тој е господар на целата египетска земја. А неговото срце се вознемири, зашто не им веруваше. Но кога му раскажаа за се што им беше рекол Јосиф и кога ги виде колите што му ги беше испратил Јосиф за да го земат, тогаш живна духот на Јаков, нивниот татко. И рече Израел: доволно е што уште е жив синот мој Јосиф, ќе појдам да го видам пред да умрам. Иако беше многу стар, Јаков одлучи да оди во Египет, само да го види син му Јосиф. Сметам дека немаше намера да остане таму, туку само накратко да го посети син му и да се врати назад, веднаш штом заврши гладот. Но Јаков не се врати назад во ветената земја. Освен, се разбира, кога го погребаа. Тој почина во Египет, беше погребан во ветената земја, а неговото семејство продолжи да живее во Египет. За продолжението на таа семејна приказна ќе размислуваме во следните епизоди. Божјата рака и действување се очигледни во животот на Јосиф. До следното наше проучување, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.